На околу 150 метри квадратни неискористена гола земја со многу труд, креативност и добра намера, штипјанецот Владко Арсовски напиша ретко убава детска приказна. Ова беше едно напуштено земјиште, кој што никој не се грижише за него, така да јас решив еден ден да направам едно детско катче, убаво за сите комшии, да се дружиме овде, да биде убаво. И така споив и направив една добра работа. Убаво се корисно. Да, за сите. 39-годишниот Владко реши корисното да го спои со убавото и во договор со неговите, но и децата од соседството за нив, направи место за забава и игра. Па како прво јас почнав сам, потоа ги прифатив сите, како да кажам, и критики и убави работи. Заедно со комшиите споивме се и направивме едно убаво и детско и за нас, за комшиите постари, дружба да има. Твоја ли беше идејата за овие детски реквизити? Да, моја идеја, сам се полека ја остварив целта. На проектот Двор за сите деца од малото, Владко вели дека работи безмалку една година. Околу година и пол, така полека, кога имам време. И си се релаксирам овде и така. Да, лесно ли беше да се опреми? Па не е баш лесно, се тражат материјали, сам носам, правам и така. Да, дали соседите нешто помага? Да, па кај мене се малку постари, така да јас си одвојувам време сам и правам за нив да и биде убаво. Да, во секој случај местото е добро и за децата, за да не бидат на улица. Да не бидат на улица, овде ми е сигурно, така да цел ден си играат и така. Да. Трудот кој воодушевува сега го потенцираат сите, а признание одаваат и малите, но и возрастните. Благодарение на вод дете, не возраст дете. Ствари пари свето на нивото на младите, тоа треба, тоа се направи. И морална поддршка и тие работи, а ова се челаме кај. Нема го нигде ова у градот. Може да идеш на други места да провериш, да контролираш. Ова што е направено, нема го нигде. Убаво. Ја многу другарчиња, сакам да си играм со Хана, со сите. Овде ми е убаво место. Освен децата, во дворот за сите убави мигови веќе минат Владко со сопругата, но и други соседи. Задоволството го делат со децата, а скромниот Владко вели дека сета среќа е негова, кога во приказната што ја создаде главни јуници се децата. Затоа им ја упатува оваа порака. Ово го оставам како аманет за сите и млади генерации да го чуват, да го гледат, за да биде убаво, да не биде пак напуштена земја.